Градовите како места на надеж е идеја која произлезе од соработката со нашите колеги од Белгија и ова истражување не одведе низ разни трансформативни практики ширум Европа. Од мобилност, управување со отпад, енергетска транзиција и снабдување со локална органска храна. Мапиравме неколку паметни градови исто така или смарт ситис низ цела Европа. И ние овде во Скопје имаме голем проект како пример за трансформација на градот. Скопје велоград. И се надеваме дека во скоро време ќе се заврши. Така ќе добиеме град со современо решение за мобилност, во кој жителите ќе се движат полесно, поедноставно и многу побезбедно. А ова ќе важи и за пешаците, и за велосипедистите, и за корисниците на јавен превоз. Вака ќе се задржиме на принципот на просторно планирање, со кој сме поблиску до човекот отколку до автомобилот. Овие проекти чинат десетици пати помалку од оние наменети само за автомобили. И затоа се едноставни и лесни за спроведување ако постои волја. Од она што го гледаме во други градови низ Европа, граѓанските организации и иницијативи се клучни во оваа трансформација и тие ги нудат идеите и решенијата. Но многу важно е да има политичка волја за овие идеи да се остварат. Целта на тој документ е да се потсетат и да се научат новите градоначалници кои што не знаат како треба се развива градот. Традициите на години беше стварно лошо, каде што се проширува булеварите на сметка на нивото на пешачките на јавниот простор. И со овој документ ги потсетуваме што треба да се изведе, што треба да се прави, што треба да се фокусираат за 4 години од сега, кој зашли мандат, или пак можеби 10 до 15 години од сега, како треба да изгледа градот. Па во тој документ ние даваме 10 предлог чекори како да се стигне до тој потребен минимум, 5% е стварно ниска бројка. За да не ги кажам 30, ќе ги кажам дел од нив, кои што некои се за град, некои се за помалите општини. Пред се зона 30 да е сите улички малски, значи малските улички нема потреба да бидат зона 50 кај што се брзо, туку споро, смирено. Дури зона 20 околу школите за да може секој безбедно да се одвижи по нив. Дејќи таму каде што нема велосипедски патеки, например каде што е булеварите, каде што има велосипедски патеки, каде што нема, да може да се движи од својот дом жителот до своето школа, продавница, библиотека или пак до патеката што на булевар и оттаму положи безбедно. Работата е дека треба да се внимава насекаде, дека треба да се иде со пристап кој што ги има најранливите во предвид и од таму да се движи нагоре. Прво идеме со најранливите, понатаму идат со пешаци, велосипедисти, па дури на крај се колите. До сега градот се развиваше првенствено за коли, а на крај ги оставаше најранливите. Како беше изреката, направи го кај дојдат. Така беше и со патеките велосипедски. Сведоци сме дека од кога почна Скопје велоград во 2014 како ги направија патеките драстично со зголеми бројот на велосипедисти кои што ги користат. Така и кога се грижи градот за мобилноста на сите, од најранливите до немалку ранливите, така ќе се зголемува бројот на корисници. Главно тука се фокусиравме на велосипедската инфраструктура со обезбедување на паркинг за велосипеди и простор каде што велосипедистите може да ги поправат своите велосипеди. И понатаму беше изјакнување на интермодалниот транспорт. Значи, проектот е веќе целосно имплементиран. Проектот беше еднократен и со имплементација со, да кажем, изградба на велоштабот, активностите беа комплетирани. Тоа што посебно ни израдува нас беше што имавме доста голем одзив, се покажа голем ентузијазам од учесниците. Имаше повеќе тимови кои што придонесоа со своите идејни решенија. Тоа всушност беше втората фаза. Покривен ко-дизајн на различни решенија за велоштабот, кои што во себе имаат вградено на некој начин потребите на самите корисници, се за цел како што напомнавме претходно, да има решение кои што е поиздржано и по-корисно за нив. Нешто што можеби ќе помогне доста е промовирање на културата на велосипедизмот, затоа што
кај нас може би автомобилот на некој начин подоминантно превозно средство. Потребно е велосипедот да се прикаже како изводлива алтернатива на тоа. Друг начин е и вградување на културата на велосипедизмот уште од најмали години. Предизвикот при користење на интермодален транспорт кај нас е што самиот град не е толку како да кажам пријателски расположен кон тоа, не е толку соодветен за интермодален транспорт затоа што не секогаш може со користење само на велосипед автобус да стигне на каде што ни треба, и често постојат предизвици при движење низ градот. Согледувајќи го просторниот развој на градот, мора да се споменат оние првични основи на урбан развој, онака како е замислен градот Скопје и да го споредиме она што е денеска. Именно со катастрофалниот земјотрес во 1963 година, после катастрофалниот земјотрес, се создадоа можности Скопје да расне во еден урбан простор, модерен град, и за таа цел беше ангажиран тим на стручни лица, кои што тоа го изготвија како план и градот почна да се развива во една правилна насока. Меѓутоа, по 90-та година, голем дел од она што беше зацртано и замислено како град се менува и влегува во еден урбан хаос. Секако нова мораме да напоменеме дека Скопје во поглед на мобилноста и сите овие проблеми што ги има јавен транспортен систем кој што е крајно неразвиен. Има само автобуски превоз кој што располага со автобуси кои што главно не ги задоволуваат еколошките стандарди. При тоа имаме, например, замисли за подземни траси, меѓутоа сметам дека на одредени потези може би тоа она што имам консултирано литература дека поради геолошките карактеристики не е изводливо, меѓутоа и поради просторните решенија.